Паркирани возила едно до друго, дел заглавени среда улица, а помеѓу по некое возило за итна помош, кое не може да помине и да го донесе пациентот до клиниката. Ова е секојдневната слика на Скопскиот клинички центар. Редици од возила ја блокираат и улицата Водњаска, кои чекаат ред за влез, а најдебелиот крај го влечат докторите и пациентите кои носат итен случај. Дали хаосот конечно ќе се реши? Ветување имаше и порано, но без реализација. И новиот министер за здравство Фатмир Меджити, како и неговите претходници министри, вети дека ќе го реши деценискиот проблем. Значи, како прво, ќе биде хаосот, сообраќајниот хаос на клинички центар да го решиме. Значи, се консултираме со сите институции, со сите засегнати страни и мислиме во најможен брз рок тоа да го решиме. Како важен проблем во здравствениот систем, Меджити го наведе и новиот клинички центар, зашто вели дека има детални проекти, но не открива детали. Ја доаѓам од селата на лекарите, од клинички центар, значи многу битно ние отитно да можеме да направиме нов ургентен интернистички триажен центар. Другото многу битно прашање која долго време се поставува во државата, која ние од многу итност треба убаво да размислиме и да го продолжиме проектот што е на клинички центар и на регионализација во целата држава за здравството, значи за другите болници по државата. Значи ќе правиме регионализација и за се ова, и за клинички, и за регионализацијата имаме детален во програмата проект како ќе се одвиваат работите понатаму. Приоритет во здравството се повисоките плати на здравствените работници, вели министерот. Но дали и како ќе најде решение? Пред се пари, не откри. Единствено уверува дека нема да дозволи одлив на медицински кадар. Свесен е дека ќе се соочи со протести, доколку не го испорача ветеното.